Dobrodojдовте, добър ден. Бе поздравувам после состанок на премиерот Матеуш Моравиецки со председник на Македонија Зоран Заев. Благодарам многу. Пред се благодарам на председник Заев што дојде тука. Нашите разговори што ги имавме сега се многу важни. Во ова година ние празнуваме 25-та година на воспоставување на контактите помеѓу Полска, дипломатски контакти помеѓу Полска и Македонија. Јас ги честитав на премиерот Зоран што се заврши спорот помеѓу Грција и Македонија поврзан со називот на држава. Тоа отвара можноста да се почнат разговори, акцесијски разговори поврзани со вклучување во Европска унија, поврзани исто така со безбедноста во тој оквир. Честитав уште така за акцесијски разговори. Полска поддржува Македонија во сите на усилување на Македонија да се најде во структури во рамките на НАТО. Се надевам дека до тоа дојде многу брзо и тоа ќе биде многу добро за нашата безбедноста во тој дел на Европа, исто и на Западниот Балкан. Исто така зборувавме за нашите односи, билатералните односи помеѓу Полска и Македонија, што е поврзано со нашите релации, комуникацијски релации. Тоа покажува нашите многу добри односи во економија. Зборувавме и за нашата соработка во оквир на одбрана. Забележивме голем интерес на Македонија. Да, Македонија е заинтересирана да се купува од Полска Росомак Орас тенкови, како и технички работи од Полска. Ние во Полска имаме многу добри технички услови за тие предмети. Зборувавме за трговска размена помеѓу Полска и Македонија, за развојот на стопанство помеѓу Полска и Македонија, за растот на размена во 2017 година, 75% пораст на нашата соработка. Реков исто така за Вија Карпатија, за нашиот голем проект во контекстот на три мора. Тоа ќе поддржува сигурно нашата стопанска размена во нашиот регион. Наравно, ние сме детерминирани за таа соработка. Се надеваме исто за фондови од Европска унија да поддржуваат тоа. Така што Вија Карпатија, патот е многу важен за нашите двоструки релации. Господинот премиер, ние ве поддржуваме и честитаме многу работи. Многу важна е соработка во односот на миграција. Ние сакаме да поддржуваме Македонија. Во Македонија имаат нашите представници од граничка страж. Ние ви благодариме за поддршка во Авганистанот и во соработка во тоа насока. Се гледа дека и сега соработуваме добро. Ви благодарам многу за вашата посета во Полска. Почитуван премиер на Република Полска Матеуш Моравиецки, почитувани граѓани на Полска, почитувани граѓани на Македонија, почитувани медиуми,
Прво, во името на граѓаните на владата на Република Македонија, сакам да ја честитам 100 годишнината од враќањето на независноста на Република Полска, што земјата одбележува оваа година. Сакам да се заблагодарам на премиерот Моравиецки, владата на Полска и граѓаните на Полска за драгоцената поддршка на евроатлантските интеграции на Република Македонија во клучните моменти кога беше тоа најпотребно за нашите граѓани. Видовме дека имаме силна поддршка од Република Полска да започнеме преговори за пристапување кон Европската Унија и да добиеме покана за членство во НАТО, посебно после историскиот договор што го постигнавме со Грција. Оваа порака од Полска денеска е многу значајна за Република Македонија, ако земеме предвид дека доаѓа во моменти пред Европскиот совет, кои ќе се потврдат позитивните вести за започнување на преговори со Европската Унија. Одлуката за отварање пристапни преговори на Македонија со Европската Унија и поканата од Алијансата за влез на Македонија во НАТО значи поголема безбедност и стабилност на целиот регион на Западен Балкан, но и на Европа и на светот. Добрите вести за отворените евроатлантски интеграции на Република Македонија се силна порака и до земјите од регионот дека реформските политики и определеноста кон затварање на билатералните прашања се препознава и вреднува во Европската Унија и НАТО. Со тоа ќе имаме и силен мотив да се опстои на патот на демократските процеси, што единствено водат кон мирен и просперитетен свет. За Македонија и за регионот, евроатлантските интеграции значат и економски развој. Со известноста на интеграциите на Република Македонија во НАТО и во Европската Унија, бројот на заинтересирани странски инвеститори секојдневно расте, а мотивирано е и домашното стопанство дополнително да вложува, за што како влада даваме силна поддршка. Му соопштив на премиерот Моравиецки дека владата на Република Македонија е насочена кон подобрување на деловната клима и работните услови и поддршка подеднакво за домашните и странските компании. И во тоа насока сакаме да ја предлабочиме економската соработка со Полска, која што гледано низ порастот на трговската размена, како што каже и премиерот, бележи позитивни поместувања и дава шанси за поголеми економски услови. Јас верувам дека она што веќе е отпочнато, со можноста да ги привлечеме компаниите од Полска за производство на електрични автобуси и за производство и асемблирање на трактори токму во Македонија, ќе биде одлична можност за да напредиме таа соработка. Како што рече премиерот Моравиецки, разговаравме за соработка во областа на одбраната. Ние сме заинтересирани за возилата Росомак, кои што ги произведува Полска и верувам дека тоа може да биде само уште едно исполнување на нашите услови за зголемување на капацитетите во армијата, но и секако подобрување на соработката помеѓу Република Македонија и Република Полска. Но, почитувани бизнисмени, почитувани граѓани, во споставувањето директна линија, авионска линија од 1 јуни, Скопје, Варшава, Скопје, 6 дена во неделата, отвара можност за поинтензивна економска и туристичка соработка помеѓу нашите две земји и нашите два народи. Ја потврдив денеска и иницијативата за склучување на договорот за економска соработка со Република Полска, а зборувавме и за проширувањето на соработката и во културата, образованието, социјалната политика, секако и сите други области. Македонија има искрени пријатели во Европа, Полска е еден од најголемите пријатели на Македонија. Благодарам.